Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитани гледачи, зошто бидејќи во наредните 1 час и 25 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Втор дел на интервјуто со Томо Аврамски. Ако ви се допадна првиот дел, кој беше посветен на удба, на Томо Аврамски, на Киро Глигоров, како се работел со удба, атентат, Бугарија, Франција, Русија и така натаму. Вечерва темата е дали удба на голема врата се враќа во Република Македонија, што ќе правиме со децата на удба, колку ќе издржи Мицкоски, кои се најбогатите македонци, како го стекнале капиталот најбогатите македонци, 1 час и 25 минути, интервју кој се гледа во еден здив, останете со нас, нема да зажалите. Томо Аврамски, втор дел на интервјуто, трето продолжение, значи ако претходното интервју не поминавме 1 милион прегледи, сигурно со ова интервју ќе поминеме 1 милион прегледи. Така што вие, Филип Петровски, Лјупчо Ѓурѓевски, мислам ги адмиралот Давор Домозет. Лошо дека вие сте со повеќе од 1 милион прегледи на емисијата во Центар. Спомнавте дека Груевски има политички азил, исто како што сте имали вие. Да, истиот. Не ве прашав во врвот на вашата кариера кога работите за удба, за служби и така натаму. Сте работеле преку Маđarска, сте работеле нешто, сте имале бизнес преку Унгарија? Работев со Видеотон. Со Видеотон? Тоа е најголемата фирма во Маđarска. Тогаш Видеотон имаше 25.000 вработени. 25.000 вработени? Толку. Во централата и ни села Маđarска и во светот. Како? Како работите? Што работите? Па тие Тие се оние кастофони што ги имавме дома, не ги радио кастофони. Тие правеаше сите плочи, електронски плочи, комплетно за радио што ти треба како електронска индустрија Видеотон. Видеотон. Да, има и фудбалски клуб и така. Има најголеми канцеларии во Будимпешта. Страшно нешто, огромна фирма. И што работевте вие со Видеотон, на пример? Вака сега, јас требаше да направам извоз за Русија. Извоз на? Компјутери. Извоз на компјутери. Тоа е 87 година. Да чуште комунизмот. Да, и Русија е на ембарго, не може. Советскиот сојуз. Да, Советскиот сојуз. А бех договорил со, како што ти пред тоа спомнав, со контакти во Русија што ги имав, со еден генерал кој Наталија Шукова ми го препорача, кој е одговорен за тој сектор, за набавка на компјутери. На компјутери. И јас со човекот стапив во контакт. Тие ми ги платија 10.000 рачунара, персонални рачунари, 4.000 беа компак од Америка директно со Интелов процесор. Тогаш немаше 32 битни машини, 16 битни. И другите 6.000 беа од ДТК од Тајван. Прв производител на персонални компјутери. Правеаше 100.000 месечно. ДТК од Тајван? Да. Робата дојде во Маđarска. Зошто Маđarска, на пример? Sad ќе ти кажам, Маđarска може само да ги истера за Русија. Како, не знам. Тоа русите бара, де јас не барам. Зашто не ми рекоа Бугарија? Подобро ќе беше да дотерах робата во Бургас и да ја земат. Тоа тие си знаат. Ти сегаш робата ја праќаш по налог на купецот. Значи, русите инсистират Будимпешта. Во Будимпешта да биде. Да биде донесена тие 10.000 10.000 компјутери. Персонални сметачи. И како што рекоа, тие така дојдоат. Компјутерите беа сместени во складиштетата на Видеотон. Значи, вие преку Видеотон ги продавате во Русија. Пошто Русија е на ембарго, Советскиот сојуз е на ембарго, јас извозни дозволи од Америка и од Тајван гласат за Видеотон Маđarска. Значи, извозните дозволи Видеотон Маđarска. Маđarска. Они си одат Будимпешта и Видеотон е фактички купец. И они мислат тоа оди останува во Маđarска. А фактички, тоа се фиктивни фактури. Робата од таму заминува за Русија. Колку пари, на пример, да речеме, тога се Па плати? тогаш еден персонален компјутер беше околу $4.200. 4.000? А компако беше дупло. Околу 8.000? 8, а другите 4.000. Вие продавате 10.000? 10.000. Па тоа е голема пара. Многу пари. Рачо, јас имах $300 по парче. Значи, од еден компјутер околу 4 или 8.000 $300. 300. Значи, 300.000. на 4.000, односно 10.000 парче... 300.000. Таа сделка 300.000, малку и повеќе, ама 300 рачуна. Од имах трошкове некои. Да подбитувам. После тоа вие
стекнувате доверба во Москва, во Русија и Стига, имате бизнис. да, Веќе врата отворена секде. Секаде. Секде. Градите 50 вили Еве, за во таа Москва. сметка. Канцелариите, русите ми дадоа без пари да имам канцеларија во институтот за градба во Москва. Кодите 90 2000 квадрата простор ми дадоа. Знаеш што 2000 квадрата? Јас викам нечу го, долго ми е голем, дај го преградиме. И внатре направих ресторант 300 квадрата. И околу 3-400 канцеларии беше. Значи имате бесплатен простор, деловен Во простор институтот за град за градежништво. на плаца градба. Илича в Москва. Ето таме се просториите, кој сака неки иде. Значи види. во центарот Да, на Москва. да. И лиценцата ми е на тоа издадена. Тому, тогаш градите 50 дачи или Или јас вили, градех прво станови. прво станови градите. Значи градех станови за депутатите и за долниот дом. Депутати, значи пратениците. Да. Значи, вкупно сите станови се следи ова, тоа како Русија што е голема. Затоа не треба некој да ја подценува Русија. Русија е многу опасна држава. Најмалечко остане 360 квадрата. 360 квадрата. Да. На овие пратеници, депутати. И сега ако се за министрите, са 720. Нема преграда. И фактички он целиот спрат на ламелата го држи. На секој влез по 2 стана. 7 ката. Како стигнавте да Ето, изградите? тоа е огромно, Куцево е огромно полигон за градва. Таму е меѓународни универзитет. Да. Таму го криеле овој шпион што избега од Америка. Како беше? Сноуден. Не е Сноуден, тој е млад. Да. Он е на времето од Ција што побегна. А што побегна од Ција? Таму бил в таа иста вила дека јас бех после. Пошто јас тука бех со канцеларија во институт, ама во вила живеех на Куцево. Живеех на институтот, на меѓународен институт во вила. Значи вие си живеевте во Со вила, 12 стана. во вилата. Да, ама еден спрат јас држех 4 на мој партнер бех дал и 4 беа канцеларии која ми треба дова нешто поработам. Приватни, Да не ода на приватни канцеларии. Да не Значи, ода на работа, ти врзани сме компјутерски. Најсовремена техника има. значи ви градите станови, односно вили за Станови пратеници за Руската Федерација. за Руската Федерација. Да. И после градите овие После на Дачи, Кунцево односно вили. одлучуваа да се прават вили, 50 вили за министри, за функционери на Руската Федерација. Добро, тие ако овие становите се од 360 квадрати, па нагоре во вилите колку се? Па види, ако еден стан 700 квадрата е. Да. Вилите се по 700. Вилите 700. Да. Како да е на еден спрат во зградата. Значи типски вили всушност правите, 50 типски. Проектот е од Аркановата куќа, само што последниот спрат го нема. Значи истиот проект на Аркан, значи се Истиот вили архитект е што го правеше и копија на тоа ние го само преправивме во Москва во проектното биро кај мене. Идејно решение им дадов и тие го прифатија. Значи ако го трнеме горниот кат на вилата на Со Аркан, Шешел беа на суд и од инат на Шешел го направи спратот да му се песи, така ли? да му се смее. Тоа е вистината. И колку вили правите таму? 50 вили имате? 50 на папир, 2 на диво, 52 вкупно. 52 вили. Да, 52 недели, 52 вили. Како? За една недела, една вила? Да, не. То го ти избрале, не знам зашто. А како од 50 имате на хартија или по договор? За двете немам. За двете немате. Не, мора да ги изграда во тие 50, ама јас плачам, не ти. А вие не знаете за кои се тие? Не знам. При после дознав за генерали двојца. За двајца генерали. Да. Значи доаѓаат русите и велат ќе направите Нема, јас си правя договор. уште две вили. Договор го направих со жена му на Јури Лушков, со Ирина Бутурина. Ова што беше градоначалник на Москва. Да, со жена му. А не ја смета за едно од најбогатите. Беше тогаш најбогата жена во Русија. Во И сега Русија. е. И сега е. Сега не знам. Не. Со неја правите договор? Со неја прави договор. И една вила колку да речеме добивате? Па една вила кошташе 700, значи ти кажам точно. 700. Повеќе од 700 и 150, 800, околу 850 илјади евра. Долара. Една вила. Да. Ама карабина, пази. Ако ја направивте... Ако ја направиме со вода, со струја, со плочки, помножи 700 квадрата по 1850 Долари. Долари. Значи голема сума на пари. Многу пари. Зошто? Ама немаше пари. Така беше договор направен да ние и само затвориме, да ги изградиме. Колку карабина? Карабина ги предадов. Тумо, зошто ја напуштате Русија?
Бидејќи тамо е Русија напушти Елдорадо за пари. благодарение на македонската држава и на Љубомир Фрчковски, на најлошите луѓе што постојат во историјата на човечеството. Зошто? Зошто тие испратиле потерница за Миле Хаџиски, по порекло татко му е од Пехчево, Беровско. Кој што беше шуиздел од Македонија. Пуковник, да, тој што за девојчето важно што Тука во аеродром, да. И пошто јас го знаев татко му на Миле, тој беше пуковник во ИНА. Таткото на Миле беше Да, и беше командант, пуковник за политички морал на Приштински корпус. И Фрчковски, пошто и полицијата на Македонија, генерал Кукањец. да, он беше шеф. Шеф му е Кукањец, генерал Кукањец. Да. Кукањец му беше шеф него генерал. Да. И Фрчковски пушта налог дека Миле Хаџиски, Македонија сумња дека е кај мене во Русија, дека сум го издел по мои канали да избега да не одговара за убиство. Дека од Малешевите, дека од Пехчево. Да. А јас не сум го издел дечкото. И дојде Интерпол на градилиштето да го бара. И јас си викам вака. Пасошите се в канцеларија. Имате жена тука што ги регистрира. Она сите ги е поминала, пошто пред да му удари печат за престој, гледа ли си ти? Можете сите да ги проверите, сите се тука во зоната. Јас таков дечко немам тука. И тој ми вика, шо он вика, ние дојдехме Интерпол, ти си дозволил, ти лепнечеш да јадеш тука. Викам, јасно ми е. Вие граите во заштитата зона, Да, кој се там вои се. така на таму. Да ме осрамотат. Значи, тоа е Тоа суштина. е. Ама зошто? Пошто тие му даваа пасош на Миле Хаџиски. На Фрчковски како министер, министр за внатрешни, СДС, партијата, цела, не знам кој го е подпишал, тие му даваа согласност да му се пасош што издаде во Берово в полицијата. и со тој пасош бега. И они скача на име на брат му. Со тој пасош. Фактички му даваа фалсификат пасош, оригинал фалсификат со слика на Миле Хаџиски. После убиството податоците на брат. на девојчето тука во аеродром, Да. му дават пасош Таков му даваа. Уберо. На убиецу му даваа пасош, и со тој со пасош лажни, бега. и он си бега. И после одишо во легија на странци, Тоа после кажа и после се види се каде врати. бега. Се врати. Томо, Затоа дојдов. Од нив. се вратив од Москва. Да, а помагах са Гане Тодоровски, штета што е умрен човеко. Јас си помагах, давах им пари, немаше. Се уште се во стан. Да, во еден Нема стан се. амбасада. Така е, во стан се. Ништо нема. Нема држава. И како функционираше Русија, тоа е пред Путин времето. Таму беше многу опасно во периодот кога бе можеш да покинеш за $1. Значи, имаше многу убиства што се дешаваше на странци. Пошто многу странци доаѓаше во Русија, земат таманс и бегаа. И те ги фанат негде пред да избегаат од Русија. И готово. Дали ќе ги вратиш парите, Вие не е битно. немавте вие некој проблем. И те фрла. Ние немавме никаков проблем, пошто јас 3 години после завршувањето на работите, одех да си наплачам гаранциите. И мора тогаш да идам да подпишам надзор од тамошен да ми подпишат дека на таа ламела не е мало дефекти или имало тоа, прифатам, што вршеле интервенции од друга фирма се одбива, ресто износот ми го плаќаа во Лугано. Во Лугано. Немам си проблем, та фирмата. Сите пари ми даше таму. Значи, во И Лугано. мене русите ми се платија. Значи, вие томо во Лугано почнувате да имате Да. сметки во На банките. мен жират на фирмата во Лугано ми беше директорот на УБС банка, Џани Зопи се вика. Може да провериш банката директор е на УБС банка. Пред овие наши Он олигарси, беше управител. пред овие наши олигарси да го разберат или да го освојат Лугано, Да. вие пред нив работите со банките во Лугано. Да. Јас имах офшорка уште пред 90-та година. Пред 90 години. Да, 88 така нека. Томо, ова фотографија, кои се овие кинези на ова фотографија? Е, сега вака, ова фотографија снимена во Скопје. Во Скопје, во Бацана ми Тоа рековте. е нели? денот да вечера сме тука во Водно. Во Водно нашо Бабацана, што е ресторант, во во Скопје, Бабацана, горе бевме на вечера. На таа фотографија нив ги предводеше внукот на кинескиот премиер, од сестра дете. На кинескиот премиер. Господин Ванг се вика тој. И тој е меѓувремено председател на Меѓународна комора на Кина. И ден денеска е тоа.
председател на Меѓународна комора на Кина. Да, на Значи комора. нешто како Бранко Азевски во Кина. Ето, тоа е да, тоа. Бранко Азевски. И со него дојдаа 3 фирми. Едната која беше заинтересирана да гради патишта, Тука во Македонија. другата железници и третата галиште Чебране. Хидроцентралите. Да. И тие дојдаа, спијааше во Holiday Inn, таму им резервирав. Кај Доне Таневски. Да, таму им резервирав и сега ќе ти кажам нешто. Пошто јас морав на нигде ми праќам допис за гаранции за визи во Белград во амбасадата. За да може да им дадат виза. Да. И јас тели вртам. И кога добив таму некоја жена и некој човек на телефон што работи во амбасадата, нема да сетам како се викаше. И вика чекаме од Скопје одобрение од полиција за странци. Викам јас ќе ви се прејавам. Викам едно да ви кажам. Да знаете дека амбасадата македонска се наоѓа на господар Евремова, број 34, и вие сте во моите простории таму. Тоа беше моја зграда. Да знаеш што. Таму ми беше школата за информатика во Белград од период 88 до 90 година. Другата школа ми беше на универзитетот во Нови Сад. За информатика. Да. И јас се јавив во полиција за странци тука и они рекоа нема проблем. Може да дојдат ке Пошто да. јас пуштив, пошто ги канам за бизнис. И им дадоа виси. Тие стигнаа, ги стави во хотел. Холидей. Да. Ама откако ги поведоа во Системот. евиденција, тие не им сканирале пасошите на гостите, ради мене. И ги вратиле. Пасошите и ништо тој ден. Отидовме вечерта на вечера, славиме, чуда, закажаме кај премиерот, кај Зоран Заев, премиер на Република Македонија. Преку негов кабинет, преку Мира, шефицата на кабинетот на премиерот на Република Македонија, закажан и беше термин во влада. Ке Зоран Заев. Кај Зоран Заев. Утредента да бидеме таму. Со цела делегација. Сите, комплет. Али тука има двајца мои пословни партнери. Едниот е во Дубај, Сашо, бивши удбашел, да знаеш тоа. Едниот е во Дубај. Тој го 2 метра шо е. Црни појас карате 6 ден. А Чиканеша е доктор нутрициониста. Он има фирма, накотред, не е некоја голема фирма, но добра фирма. Затоа што ние кога наступаме со нив, имаме и тумач тука, преводачо. Кинес, ние си го носиме. Зошто? Јас зборам француски. Саше англиски, Чиканеше германски. Вие што и да кажете, нас преводач не ни треба. Сите клучните луѓе сме тука и разбираме. Заев ве прими со цела делегација? Не прими комплет. Во кабинети записничар беше Александра Гранчарова, таа работи во влада. Таа го водеше протокол. Што пишува таму, како оди? Колку време ви трае 3 средно? сата траеше состанок скоро. 3 сати со кинезите. 3 сата Зоран Заев ги лажеше кинезите и цела Кина, од оние мислилоца милиарда, па треба да ги лаже 3 сата. Он требаше да каже, не ве примам пошто ве лажам што ви зборам. Сега да кажете како биле да речеме од Швајцарија, Да. со фанек од 15 минути ќе требало, Да. бидејќи Кина е 1 милиарда и нешто. Милиарда и пол, 3 сати треба мислеше со може би стан. нешто друго ќе чуе. И тука на тој, пошто он збореше англиски, не збори многу добро, ама преводачот разбира, вели дека добро и Саше вика добар е. Свега разуме. И он тука дојдовме до заклучок дека тие нема никаков проект. Има само закалишти за Чебране и тоа по знак питање. Дека Без предмер. Дека владата нема никаков проект. Ништо. Сугаревски даде 3 листа проект за железници. Нула. Нула. Срамота. А за патишта? Нема. Патишта нема никако, ниеден проект, нема ништо експропирано. Тие им се понудија за Охрид да го довршат патот. Овој што е Со сине хидро, ако треба да помогнат, пари ќе дадат. Кичево Охрид. Да. И тоа Што не немаа пари, тие после зедоа пари.
И тоа не е прифатено. Како ја прифати, он ги лаже. Иванк му вика, слушай, вика, ние имаме 2 милиарди евра слободни пари и ние ќе ги инвестираме. Имаме согласност од во Кина. Кинеска фирма за да инвестира в странство мора да добие согласност од државата, иначе отиде главата. Значи од комунистичката партија. Никак не смееш да помислиш. Да. Али пошто овој е од сестра дете на кинескиот премиер, тој си обезбедил сите гаранции. И за луѓето, и за него. И вели, немаме, ама ќе се договориме, ја ќе ви дадеме Кичево, Албанија. Границата, железницата. И добро, ајде ќе почнеме од тоа. И Ванк му вика, еве, за да размислувате, ние ви нудиме да земеме железницата в Македонија на концесија. Ние да ја изградиме, да дојде делегација од Кина и се договориме колку како проценти и да го изфинансираме тој проект. И колку години на концесија. Одреден процент на години, одреден број на години. Концесија кога на нив е после си на тебе. Си е на државата. И да изградиме брза пруга. Со до 200 км на час од Скопје до Атина. И пази тоа, тој што му вика тоа штука. Србија го тоа прави за Будимпешта, Београд. Ние сме тука, тие што работиме. Може да си проверите во српската влада. Ние тамо градиме и патишта. Ја купивме железара Смедерево, го купивме Борски рудник, како треба нешто друго, а доме се ви кажувам мојата визит карта. И нели ви дадов CD, па вие го разгледајте, па после ќе јавите. 3 сати, значи, разговарате. 3 Зајко Кукурајко не лаеше 3 сати. 3 сати. Тоа е Кумона Македонија. Тој предавник, јас не да знаев дека е Заев предавник, немаше да ги носам луѓето таму. Тому вие го фалевте Јас го фалех, сите не нас излагаш за референдумот, вие велевте дека треба да успее, гледав на интервју на српски телевизии. Да, сите тој не излажа сите. И која година е ова? 2018, 2019? 2018. 2018. И ништо не се договарат. Ништо, лажа. Како ти кажам, јас со луѓето се гледам во Белград, кога одам. Одиме на ручек на тоа на друштво, ама споменеш за инвестиции в Македонија нема. Значи кинезите толку. Ние сме од Кина ставени на црна листа. Затоа взимаме пари од Будимпешта. Ние можехме од Ексим банка да земем пари. Зошто взимаме од Будимпешта пари следиво? Да плачаме провизија 140 милиона. За Груевски да вика... За да ги Груевски земи и да ги инвестира тука. И инвестира во Македонија. Македонските пари од граѓаните на Република Македонија. Да ги земи. Груевски ќе да ги врне назаде, ама негови. Платиме провизија. Ама негови. И тој да биде среќен, задоволен. Да, вече едното помина. Едното помина. Значи изгледа зашто пречуто го пуштија да си оди? Може да се договорили со Заев. Значи со кинезите ништо не се договарат. Ништо, тие си Овој отида. човек што е од Дубај, што рековте дека е присутен. Он е уште таму. Уште е во Дубај? Он е главен човек на Шејко. Он има 4 сина. И едниот син му го вози му лично обезбедување на него. На Шејкот во Дубај. Тој ли ја пушта снимката или друг ја прави снимката? Не, друг ја дава. Зоран Заев, Хариджиновиќ, Да, Денко он е бил Филипче. таму. Не, он бил негов колега, кој е бил поканен На таа на забава. роден дено. Роден дено на Заев е во македонскиот ресторан Мерак Во Дубај. во Дубај. Македонски ресторан Мерак. Мерак. И јас гледам на клипчето, некои луѓе што ги познавам. Да не спориме за Филипче, сите го знаат и он лаже Значи како не е Заев. во Струмица снимено, Ма не е... како Значи, Струмица во Дубај? Во Дубај. Значи, таму е од политичарите со Заев и Филипче. Бившиот лидер и сегашниот лидер. на СДСМ. Да, е бачко друштво, извинявам се на израз. А другите? Ама таму Кои се други? има и други бивши СДСовци, што ти не можеш да ги познаеш на Да, не можам да ги познам. Не можеш. И сега не чакам човек кога му правя проблемот, он треба да гони бизнис таму. Во Дубај. Не го кажувам. И овој на Сашо другар ми вика, шефе, викам, не го пушче на мене. Они ќе ме тужат мене. И да што да им плащам? Пушчете го на Латас. А така стигна Да. видеото до Латас. Да. Колку? И му го пуштија.
Колку го платија Хариджиновиќ? 40.000 евра. 40.000 долара, пардон. $40,000. Да. Чили Толку е платил, 40. Настапот, значи, на... Да, од наши пари. Заев ти прави роден ден в Дубај. А сега е тргнал некаде дојде таму пичко матерно, така зборат Србите. Ја шета цела Африка, Азија. Како Може, там Тито, ти си седиш. како Тито. Да. Ама и Лјупчо Георгиевски Тито, исто шеташе Јужна Лубинеджаре, Кореја. а добро ми велеше Марич Бостанџија из Муртино. Мамас Ајвар. Јас не му верував на Миломир Марич. Дури го штитев пред српските медиуми да не го зборат лошо, дека ќе направиме со Србија добри односи да имаме. Но испадна на крај дека они и Србито ги излажа, и мене ме излажа. И сега, Најголем преварант е Зоран Заев. Дубај, Сингапур, Јапонија, Јужна А он Кореја. шета. А, па сега и после јас го вратив филмот, кога Диво насилие испадна. Јас мислех дека Сашо Мијалков и Карадинајца се договорили. Не е тачно. Заев, нели, кога беше операцијата, зашто Заев отиде кај шиптарите да се поздрави? Албанците. Да, зашто кај нив отиде? Кај албанците. Зашто отиде джандарите да ги поздрави нашите дечиња тамо, борци, тигри, полицајци да се поздрави, таму има загуби. А не да им дава на фамилиите примове на пари, 30-50 илјади евра по човек. Плача човечки живот. За да дојде на власт. Јас му верувах. Кој од нашите има? Прва лоша процека в мојот живот, што сам има, това е Зоран Заев. Ама после проверив се. Проектот со грците, он го е почнал 2011 година. Кој проект? Проект за промена на Северна името? Македонија. 2011 година. Куќата он уопште не ја платил таму, не ја пори, не ја монданија дека му е. Дотоа да ја вида. Дали се му без пари? Не ја платил, добила џабе. Палјури вика. Он не е продал. Вика дека палјури. Он не е продал, па нели го... Палјури се вика тоа место, така викат. Не мога да се сета, после полихроно е. Она после полихроно не знам ка се вика. Добро. Не сум бил 6 години, седам и не падна села. Овде во Дубај, кој има од македонците? Имат многу македонци таму, Значи, и бизнис имат преселено, и Во куки, Дубаите, и луксузни во станови. Дубај има многу македонци, ќе се изненадите. Еве една или Цеца пееше пред тренинг, там са били на концерт. Македонци, даши. Заев вела дека има, никој не И он има стан таму, некого, нели, чифлиганец е таму. Банчо Чевлијанец. Он има едно 4-та или 5-та година како има стан таму. Банчо Чевлијанец. Да, и Филипчи има. И Филипчи има, министер на здравство. Доволно се е накрал пари во фондот за здравство. Купил си е стан в Дубај. А еден стан испод милион не е да знаеш тоа. Во Дубај. Да. Чевлијанец Малку беше, е еден милион. Чевлијанец беше прв човек на Бучим, Он тоа ще накраде за време на барото. кумови газданини. Кажах јас, он плачеше во собрание како пратеник. Па бакарот одбор, па Он ги легна парите, ги чуваше надвор, после ги врати. Тоа што ти викам. Главен инвестор. Удба се враќа. Он е чифлиганец и удбаш. Он си измисли, јас го пишував во Сведок на времето, не знам дали си обрнал внимание, лажниот атентат, што си го само организира он. Дека некому правил атентати. Порта Влае, дека Не, тоа некој на Пате Радовиш, да, и таму исто. Порта Влај, таму и Бранко Црнковски има стан. Да, дека некој тамо нешто сакал да им прави, дека Не, атентат тука си е на Пате Штип Радовиш, дека некој сакал да го убие. Тоа го се измислува, дека му е вршен атентат. Се е тоа приказки. Тоа е едно големо џубре Радовишко. Што морам да го кажа. Многу нервозен, нешто ви има сгрешен. Не, немам ништо. Го покраде Бучим. Па се многу пари. Јака Радовиш со газданини. Лекови шверц. Златото. Кај е златото? Бакарот. Бакарот добиваше по камион, ти кажах, 1500 марки по камион. Само што дава сертификатот дека е потекло од Радовиш. 6000 тона бакарот и да во една пратка за бродо. Колку пратки е тоа? Години траеше. Србија војуваше 4-5 години. Некаде До почеток 90 до 95-та. 95-та, 5 години, 95-та 4-5 година. години. Крај на 95-та година Дејтонскиот мировен договор. Значи, Значи 4-5 почеток на години. 96-та што се Има вели. е, колку се тоа? бе? Околу 5 години. И парите се изнесени. Нели беше пратеник во 98-2002. Јас се сеќавам ставам во собрание, нели Битол имаше 5 пратеник од ВМРО и одев таму со нив да се гледам, со Сугаревски и со Горан Невеновски.
Нели он плачеше зад говорницата дека Моровци го напаѓаше дека краде пари во Бучим. Он велеше татко мој партизанин бил. Не знам дали беше 98-2002 да не беше претходно кога го оти не ме пушташе после собранието. не ме пушта. Во собрание влегох од 98 до 2002. После од 2002 не ми даде од СДС председател на собрание акредитација. Даде за сите мои новинари, а на Сидвана Блажева беше и рекол во собрание дека он председател на собранието. Никола Поповски. Не, тој другиот, стариот. Тито Петковски беше пред него, беше Јордановски Љупчо. Тој Љупчо Јордановски. Што почина? Зборам за 2003-та, 2002 он дојде. 2003-та, 2004-та, 2006-та. Додека сум вика јас председател на собрание, на тому од сведок нема акредитација, не може да дојде во собрание. Затоа ти велам во тој период. Тома велите удба. И не ми даде, на новинарите даде, на мен не. Велите удба се враќа. Да. Се враќа на голема врата. Она еве, Србија се дига на нога. Ние никогаш постојано говориме удба и секогаш сме сметале дека КОС е повисоко ниво од удба, дека ова служба на Министерството за надворешни работи или Савезни секретар иностранних послови дека е повисоко ниво, велите дека удба е врвот, дека е најсилна, дека најсилна. Затоа се вика Удружение државна безбедност. Како е организирана удба? Вие сте човек или дете на Јово Поповиќ, генерал Јово Поповиќ. Види сега, и ситуацијата измеѓу Русија и Украина и НАТО пакту е многу опасна. Овие наши аналитичари не ги слушају. По моја проценка, пошто јас контактирам со русите, војната нема да заврши до 26-та година никако. А дали русите ќе останат на украинските граници, останува да видиме. Русите да не дојдат и наваму. Значи, ако дојдат прекројување нов светски поредок, што ќе се деси со Бугарија и Романија, никој не може да знае. Молдавија ќе ја лапнат секако, од им треба. Сега ќе ја земат и Одеса. Значи, војната нема да сопре се додека Одеса не е руска. И на Украина ќе се пресече комплетно излазак на море. Значи е копнена држава. И може после Путин да рече, че ме прима каде мене како дел од Руската Федерација. Ама со Киев и таму, од Киев не може да им брат, онега руски град. Добро, добро. Значи, војната ќе трае, затоа се удба буди. Разбираш сега? У нас се буди и тука. Сеќаваш ли, Шемарис беше пишувал на книга Децата на комунизмот. Ето. Кој владее в Македонија? Децата на комунизмот. Па тие владеат. Ти се сите олигарси, кои се били членове на комунистичката партија, кои без што ја приватизираат државата за 1%, толку са дали, и за сите олигарси. Значи, македонското стопанство е купено џабе, срамно да кажеме, го оплячкаа народот. Од таа приватизација народот ништо не доби. Томо, ако удба се враќа, ајдеме како функционира удба за да стигнеме како се враќа. Па она сега ќе го подкопува системот в Македонија. Јово Поповиќ. Он е умрен. Е умрен. Тој е големиот шеф. Да. Тој е човекот кој ги гради бункерите на Садам Хусейн, на Гадафи, на Насер во Египет. И во Кина, има многу проекти. Многу. И куќа или вила, резиденција до Толстоја 2, до Вила Мир. До Вила Мир на Бели двор. До Јосип Брз Тито. Значи, да, не имало ограда. Нема ограда. Со Тито нече комуницират. Па ти кажав, Мишко ми кажуваат каде дека них нагости. Тома. И нема ограда. Он вика, додека татко ми со Тито прават му. Вете, јас играм со сподлиците, с куќиња. Си игра со подлиците. Значи, тој е умрен. Шеф на Институтот за безбедност. Директор. Директор на Институтот за безбедност. Главен. Он е Јованки генерал, така го пише во архивот на ЈНА. Генерал на Јованка Броз. Гледате. Колку сегменти има удба, односно Институтот за безбедност? Колку па и сега. Како тоа што време за да можеме да дојдеме Кралица Ана ББ, во таа зграда има 350 лаборатории. Така се вика. Која адреса не ве слушнав? Кралица Ана ББ без број. Сите се без број. Затоа што од тука е Институтот за безбедност на удба. Следиме добро. Па има шума. Зад шумата е војниот институт.
А ти одос доле си имаат тунел да си минат. Да си комуницираат. Комуницираат си. Колку 350? Лаборатории ги Лаборатории. вика, тоа се канцеларии. Што тоа значи? Дека таму има секакви вид на кадри. Не значи таму има полицајци, там се се интелектуалци. Инженери, доктори, електроинженери, машински инженери, биофизичари, биохемичари, нема што нема. А овие академици што бива по светот, Тие се во 9-то оделение. те се 9 оделение. Тие тука не идат. Тие после дојда. Откако Јово замина, Милошевиќ ги донесе. Тука во Не, во институтот. институтот. Кога Легија дојде, тогаш дојда. До тогаш не беа. Тогаш не беа. Не, до тогаш не. До тогаш институтот функционираше интелектуално ниво. Немаше убици, немаше униформа. Што подразбира? Немаше. Значи со организирање по цел свет, продавање и така. Да. Вие со институтот имате договор? Јас имам со институтот. Не, јас имам 4 договора. Имам со Савезно Министерство за иностранни послови. СИП. Значи Министерство за надворешни работи. Надворешни работи. Имам Савезно Министерство за народна одбрана. Значи за одбрана, што е? Одбрана. Савезни СУП. Савезно Министерство внутрашних послова. Внатрешни работи. Имам со Институтот за безбедност и со Војно-технички институт имам. Значи 5 договори. Јас на нив им давам се без тендер. освен Што кажат, набавувам. освен компјутери, И други работи. што друго на пример? Работев и со СДПР, со робните резерви. Оружје. Делови за оружје. Што кажат, јас и да купа. И испоречам им. И од кај купувавте оружје на пример? Па купувал сам оружје, например, во Америка. Во Франција сум купувал. Во Франција. И да го плата. И оди преку Сингапур, Мингапур. И дојде. Добро, како ги криете на пример трагите? Не ги криеме. Да оди бродски превоз, контейнерите се белат флуката. Капитанот на бродот дозволува се, тука тоа е така договорено. Ако те води грчка компанија, капитанот може да нареди да истоварат кој искаш контейнер, кога сакаш. И да го качат на другиот брод флуката. Во сред море, на пример. Да, или ти даваш, Или во дека он плови, ти имаш право да го преусмериш и даваш налог. Не во Сингапур, туку во Во Дубај. Солун треба да Во истовариш. Солун. Нема да истоварите во Солун, продолжуваш и истовараш во Танџер во Мароко. И го таму истовараа. Тумо, Од там со друга пратка да оди кај клиенту. авансно ви плаќаат. Се плаќа авансно тука. Колку најмногу пари ви имат платено, да речеме, од овие безбедносни институции, најмногу пари? Авансно. Најмногу пари за една За сделка. една сделка. 16 милиона долара. 16 милиони долари. Да, Значи ви плаќате и вие треба да ја реализирате сделката. да. Ако избегате со парите, Не можеш да бегаш, ќе те најдат. Това не ни помислувај. значи ќе те најдат. Да, тоа е компјутерски центар во Савезни СУП. Во, Главна полиција. во главната полиција. Да. Вие го купувате. Јас го купив во IBM, а не директно преку Виена. Од таа експозитура на IBM, од директно не дава американците. Од Виена го носите. Да. Овие канцелари што ги имате во Сава центар, Тоа се едни, јас имах и други. то се повеќе од 2000 метри квадратни што имате канцелари. Не, Сава центар имам 100 квадрата, 190 квадрата, 2 по 95. Од Генекс ги добив без пари. Од Генекс. По наредба на Јово Поповиќ. Јо Поповиќ. Односно на служба за државна безбедност. Генекс е држава Тој ми ги оступи, дојде или по ключи од во Генекс. Астра во Загреб, Прогрес и Генекс Да. во Белград, И со прогрес работи. техно Камионите ги купив код Мирко Марјановиќ. кои камиони што Мазовите, имах и руски камиони. колку камиони имате? 10 имах мазови и ги купив преку него, преку прогрес. Зашо ги користите томо? Па шлепери ми беа, на них извозех за Италија трупци, даски, храстови од Славонија, Барање, Западни Срем. Арка там се чеше и јас носех. Во време на војната. Да. Значи Аркан сечи Сечек носехме Дабова, ние. Ние Букова вршихме превоз. и вие ги носите во Италија. Да, во Италија. Кај ги носите во Италија на Во пример? Трст луката. Во Трз во Тука царинат. И после купецот кажува каде. Била дека тие трупци дрвени, Шверц, чист легален увоз. колку повеќе ги чувате на залика Подобре. дека цената се зголемува. Па он е најавно која стои 10 години. 10 години. Да. И тогаш не се криви.
И вие со шлепери ги носите во Трст. Со шлепери. 10 шлепера товарам и возам. Јаш уве руски камиони, тие не се најмногу Мазови, дуплаци јас купив. Бех во Минск. Ти во Минск ги купивте? Таму, директно. Овие се тие што ги носат За ракетите. За Русија, ео тие. Што ги Тоа се носат? мазови, мазове. Те се најиздржливи. Најздрава шасија руситива. И техника на челико е ваше. И колку чини еден, колку чини нешто тогаш? Не, тогаш во време еден маз $46,000. $46,000. Ама јас ги купив по 25. По 25. Да, оти на рака. Мара на рака, Нема пара да на рака, сметка. мара за Не рака. бе, $250,000. Каде? Во Минск? Во маз. Раде во фабриката. Во фабриката. Јас пиех во хотел Минск. Хотел Белорусија, на площадов Минск. Тоа е нова зграда, најубави хотел беше тогаш тоа. Отидов во фабриката, платив, шоферите се кача и ги дотера. А другите 10 ги купив од Марија Милко од Прогрес. Отиваше во Србија. А после ги продадов. Тоа. Никош не сум прашала, вие говоревте дека купувате од IBM. Ами имах и Века, имах и Мерцедес и хладњачи. Колку имавте фирми вие во врвот на Седум. МОК? Седум. Седум фирми. Седом. И тие И работат од нив само една е жива. само една е жива. Не, и една надвор две. Две. Не работат ништо, мирува. Како на пример? Надвор можеш фирмата да ставиш мирување. Никој не ти тера документи, мирува. Од јони ќе те фатат ако има промени по колку по години? банката ако наплачеш. Ти Колку години работите за односно за државата? Јас за нив почнав, ти кажав, 95-та година јас со нив завршив да не работам. А почнавте? Почнав негде 83-та, ајде, 4-та. 80 10 години да кажеш. 10 години. 10. Така. Значи човекот најголема доверба. Шом не ми проверуваа ништо. Јас што кажа не оди на дискусии. Пошто ние слушавме тука Аврамски и така. Нема дискусија. Они што кажат, дури јас многу работи сугерирав таму, многу технологија донесов што они на крај памет. Како на пример успевате тие компјутери да мерих да ја купите? Еве од Мосад го купиш првиот систем, пошто американците не сакаше го продадат. Јас го купив во Израел. Од Cytex, фирмата се вика вака, уште се сеќаваме името. Првиот микрочитач за учитување и исчитување на податоци од тава го купив. Од Израел. $9 милиона кошташе. 9 милиона. Да. И го купив. И тогаш се формира српско и еврејско друштво. Тога се формираше. Да, Жабоки дојде прво кај мене еврејно, од Мосад се тие, и вика, даји неки здрав човек, паметан. Јас викам, Јован Рашковиќ мислех да го професор понуда. Од Книн што е? Што бе, Да, што беше покоен. Ама Караджич вика нека е Клара Мандич. Радован. Да. И така таа стана председател на Српско-еврејско. Српско-еврејско друштво. Вие во Париз имате исто преку Мосад одредени сделки. Јас од них кај нив бех на курс за компјутер. Таму учите, таму 2 месеца имаше школа. Ама интернет само за евреи, нема французи, нема македонци. И како вие влегувате? Влегувам преку пријател што ти велам, имав евреин. Многу ме сакаше. Дружих се во еврејското друштво и, например, бижутерии Мурат има конјо име заштитен знак. Ти има 160 бижутерии, ама оригинални златари, не бижутерија на пазар. Златари прави. 3 брата држат тоа. Јас кај нив што сакав можев да добив. И вие преку нив влегувате на... Влегувам строго, они беа саботари, в сабота ништо не работат. И знам од сабота нема што да ги барам. Со них одам на ручек, ваму, таму. Макс го водех кај Ален Делон на ручек, што сака, тоа е голема работа. Сиде кај Делон, некој не може да оди така. Многу ретко луѓе одат кај Делон, слушај ми и французи. Затоа што Ален Делон е специфичен човек. Он не дава никој да го чепка в приватниот живот по авантурата од порано. Со стевица. И он е ставил јака бариера тука. Многу строго. И ти не можеш да му придеш, он не да, он само кој сака. И дори он имаше една изречица, вика Томо, толку многу пријатели, така ми викал, еден да имаш. Ти си чар. Подобивка си. Секој ти вика пријател додека имаш. Па че стемаш,
Не, никој нема да. Тома, како од американците купувате компјутери IBM? Како јас купувам пошто? Велите имате фирма во Канада и како Ева преку... гледај, Лупчо ти е на црна листа. Орце Канчев е на црна листа. Сашо Мијалков е на црна листа. Ева, ако има уште некој кажи. Јас сега да аплицирам. Кочо Ангушев е на црна листа. Анјушев по не беше во СМ, и он таму што пари украл. Па така почна бизнис. Кога беше Ламбе директор на СМ. Јас сега утре да аплицирам одма визија. И тоа има мултипла на 10 години. Искаш друга да кажа, не морам да аплицирам електронски. Значи вие треба да ми... Одав во амбасадата и викам ударете ми виза. Пија кафе, следи ме. Кафе пијах во американска амбасада и се излаза. Значи Тома, вие треба само да земете виза, да седнете у Мериот или дојдете у Систина и да ги навирате Мијалков и... Не, јас ќе одав Мериот, сад ќе се кажам свадба, ќе правам седми Мериот. Во Мериот. Да видам кој ќе е директор таму. Ќе да прашам како секој граѓанин, колку пари е, како прават другите, оние може да му одбијат. Едино ако ми даде некоја цена. Пред да дојме, значи, за децата на комунизмот во Македонија, како од американците купувате компјутери преку Канада? Па види, Васко, јас бех заступник на Data General, това е оригинална американска фирма. Како успевате да Па влезете? ми купувах радарски системи, Нова 4 е американски производ. Сите 26 аеродрома в Југославија јас ги увезов. Радарските системи. Сите 26. А Колку аеродроми? какво оружје купувате? Софистицирано некој? Сега следиме. Значи, се е милитари стандард. Тоа не е обична роба за обични луѓе. Тоа го одобрува Стейт Департмент на извоз. Разбираш ме сега? Значи, сите системи во бивша Југославија на контрола летење са Нова 4, така се викаа. Јас ги имам увезено. Сите 26. И сервис и одржавање е мое. Затоа што ти викам во Топола имам системи што беа тога и огромни. Колку да имате у Топола? Огромно, там има тога што за 1,5 милиони. Ама јас морав да ги имам. Отеко се расипе давам друг. Ама тогаш во време испод 100.000 немаше машина, а некоја и 300. Добро, Microsoft, да речеме, софтвер исто. Прв купив $110,000 дадов за софтверо на Microsoft. Каде го купувате? 87 година в Сан Диего. Во Сан Диего одите. Да, и 6 книги толкави дебели. И овој ми вика како ćeš на царину. Викам тоа е литература, ништо знаеш што е тоа. Никој не знае. Јас не знам што имам. Еве, 4 години. Тоа преку Јас инженер имам пријатели, вика купи тоа. Вика тоа е многу пари. Абе купи, вика фактурише 150. Тома, како одите? Преку Торонто одите? Не, литах од Загреб после директно. Имате таму овој најбогатиот. Не, во Канада го познах Мајк Елич лично, спиех кај него. Он беше газда на Холидеј на Торању, на Ниагара, ресторантот негов. На Торању во Данве стрит, Торонто. Најдолгата улица не е Шанзелизе, во Канада е во Торонто. Во Торонто. Данве стрит се вика. Тука имах фирма. Дата Вестфорд. Таму ве И од фирмата. там купувам на таа, праќам на оваа Дата Вестфорд керка. И одите во Сан Диего, купувате Секу софтвер прв пат купувам. софтвер на Microsoft. Unix, тоа беше појме, никој не знаеше што е. И јас прв почнав да работам во оперативни системи. Први мрежи, јас прв сам мрежа в Југославија. Прва пробна мрежа ми е Путник Београд, 95 компјутера в мрежа. И пази, тога имах електронска пошта. А знаеш што е електронска пошта? Интернетот сега. Кој знал ли тоа че е тоа? Тоа сам знал, че сам купил акции таму во Америка. Ајде ми вика купи во Quantum и во Zim. Викам што ќе би тоа? Кој ќе дојде тоа? IBM си IBM. IBM. А од Intel директно купувах плочи и процесори. Пази, купувах некакви картици за наменска индустрија. Користат и во ракети. Кога се растури Југославија в Тенко, бехме градили персонален компјутер, индустријски. Кои тенкови? М80? Наше е 70-ката. Големиот. Овој М84? Да, тој е. Тој? Ама не оживеа. Се растури Југославија, он се правеше в Славонски Брод. Славонски делови се правеа Сегде, и цела тука Југославија. и во Хепос се правеа одредени делови. Сегде, нешто Во се Сото. прави. И Таткото за на- него ставивме... Таткото на Мицковски не би работеше во Хепос. Следи добро, нема ништо толку бил главе тука. Не бил нешто Не е бил. ситна риба. Ништо не е бил тука. Глупости. Не е Мицковски Абе, дете слушај на ме, комунизмот ма или? Како не? Не. Он не може да ја тъпе. Како? Не може да е. Не може. Нема он
габарит за тоа. Нема габарит. Нема. Он е голем човек. Ама не може секој да е тоа. Значи, не може он да биде. Можда Македонија да вала нешто ситно. И го уградивме. И да ти кажа, 32.000 марки го плативме тој персонален компјутер. Ова фирма Руднап во Прага што е? За струја, што се врти, што се прави. Не знам чија е. Удба е има формирана? Таква Не. бе некоја информација. Не, некој приватен тук. А генералот Раде Хамович го знаете ли? За него сум чул. Но не сте имали некој бизнис. Не сме. Бидејќи син му е го смета за најголем. Се знаме. Раде Ама Хамович во не Лазаревич. сум- Не сте сум- биле во тој период сада? Не се дружевме. Тому. Секој се дружи во свој круг. Вие сте- Например, јас на Кетица кога побарах нешто, без мина. Јас на Јовица Старжич му се јава во 12 сата, готов си. Разбираш ме? Моето е кажано и завршено. Ова структура, Зашто ме Тома Фила толку сака? ова Од јас си се брана само, да што вика. Најлесно ми е тебе да те брана. Тому. Ова удбашка структура што беше ДВК во Македонија. Тука треба да гледаш што останало квалитет. Таа структура Имаше квалитетни луѓе. сега е прикачена кај председателката Гордана Селеновска Давкова. Не е тоа некаква структура. Тоа е се чурук, каква отпад од служба. Од шефови беа на службите. Кој шеф, кој се кај председателката? Па добро, овие што го дадов ришоп од 93 година на сопругот. И кои се тие? Па вие ги знаете, Тие Трајан служиме, Богоевски. тие се некадарни луѓе. Они измислува афери и ве маслосува. Знаеш само што е најопасното тука од нив треба да внимавате. Пошто кога почна војната во Југославија, тие се уплашија да не и Србија нападне. Оти Милошевиќ се спремаше да даде налог да нападнат Македонија, да знаеш што. И таа опција беше во игра. Лично знам. И они што направија архиво на територијална одбрана и на државна безбедност го изнесоа некде. И никој не знае дека е. И са они од там зима. Там се старо, ништо што не вреди. И така ги уценува луѓето. Како Верушевски, Или слуша на разговори. Абрамовски. То не може нешто да се скрили и са тоа те држат скут. Или ако се ти слушали телефоне нелегално и ти си зборел за некој лошо, они ти пратат касетата. Кај вас рековте дека заврша архивите на Министерството за внатрешни, за одбрана, Институтот за Абе, сите кај мене, сите Го има ли тама Аца Антич? Слушај ме сега. Мога да провера, ето. Го има ли Аца Антич во тоа? Не бе, мога да провера. Сте провериле сигурно. Не сум. Да ти кажам зашто. Не ме е интересирало. Нели имаше огромна афера? Али Ахмети Аца Антич, нели Ибар Мама, Војко Стрелец, тоа беше извадена пред некои 10 години. Дали е Али Ахмета не знаеме, но дали имал нешто во архивите? Во архивите има и за Али Ахмети. Има ли? Јас сум го читал. И шо викат? Примерен е, Многу лошо. примерен е, Не бо ти работил за них. дека работел Да. за Југославија, за Кој е Србија. читано? Што? Ако мога и да го штампам. Да рече да ми го пратат. Па не е лошо да го штампате. Копија, ето. И Па не е бришан. Како? Нели тука ти даваат досие со бришани иби. А не, значи целосно го имате. Целосно јас го имам. Ето, ако се јава там кој работи и рече, имам си јас паспорт. Тој човекот дај ми го, прати ми го и го добиам. Има ли И ќе ми го донесат по пошта, на рака. Има ли србите? Учествува во војната 2001 година. Тие структури, тие служби, бидејќи гледате, Србите со нас нема ништо во 2001. Албанците се тука. Али Ахмети, фактички УЧК. србите стоја зад него? Не. Кој? Војната кај нас. Да. Албанците лично си стојат, они се против Србите и против нас. Добро, ако имате досие, ако он работел за нив, кога се одметнал, што се вели, кога излегол на... Тоа треба од да контрол? вида. Важно го читах кој е он. И Фазли Велио го читах. И Џафери го читах. Муса Џафери. И Тала Џафери. И Тала Џафери. Он војно лице беше. Да, во Пирот. Па преку Читах Куршумлија, па преку Куршумлија се се врати. врати. Кај бил во униформа, кај се Кај мотил по границите, се читах. Значи ги има во досијата. Има го, шо? Он е бил официр на ЈНА. А Али Ахмети е работил за УДБА. Сеќаш ми скоти велик, Пети там е убиен. Значи вие сте колеги. Пети там е убиен, оти е работил за КОС. Шиптарите и албанците на Косово му наоѓаа легитимација на КОС. И тие го затоа убиваа Пети там.
Вие го Што знаете? се води не станал. Вие него го знаете од Го Париз. знам го од Париз, го знам. Значи му наоѓа дека работело за Абе, Косиба. јас му реков на Боро да го истепа така, 2 месеца лежеше в кревет. Кој Боро? Бора Радич е бил најопасниот човек што постои в Југославија. Шампион на фул контакт во Франција беше. И ми беше бодигард личен на мен. Татко. Југослав го знае. Југослав не може да предека и Бора, а го види крв. Се плаши. Сите бе, шо ти да те. Југослав боксер Не беше. желимо с нега да имамо после. Јас вика, Бо- кој не слуша, Боро ќе се расправја с него. Боро го претепа Петри таме. А он се тепа, шо стига, шо му рече тепе. Поред. Значи албанците го билат бидејќи гледа дека бил Му нашле кришка, Дека легитимација на контраобјавна служба, ЈНА. А они се борат против ЈНА. Тука паѓаа жртви од страна на албанците и на србите, така? Он е фактички непријател на албанскиот народ. А тоа е в период кога од МВР некој му дава дрогата и она продава на кворовци. она друга Што не стана подробно на исчезнува милицијата. од депото. А, и ти викаш полиција има. Каква полиција има, бе? Како може в депото на МВР да не стане прво? Доказите за атентатот на Киро Глигоров се поплавени и уништени. Цитат. Второ, како може дрога од полицијата да не стане и да продаде пети таме на Косово на кворовци, на американската војска. K4. Тоа е истото. Дрога имаше во комерцијална банка во Белград, кај овој човек што е седел со Аркан за време на Љубомир Михајловиќ. Љуба Шиптар. Љуба Шиптар. шо Ето, вика. он убаво најбо знае кој ја зел дрогата. По налог на Джинџич. Од кај му пари. А 500 кила кокаин. Шо знае? Од 30.000 да ја продава Шо по знае пари. дете што е 500 кила кокаин? 500 кила 500 банката кокаин. имало по налог на Джинџич изнесен. А овде од депото на МВР Од банката, МВР е отворил сеф. сефот. Како? Евике нас Павле, Значи- јас 5 пати го прашав како има исчезнато Познаем дрогата беше, он од беше, депото. слушај. Тој беше на јавна безбедност. Не, он беше министр тога. Министар Не беше? те лаже. Они се седи за ништо. Он џабе лепијаде. Он е најголем лопов. Ама сега со Благој Давков кај Се едно ми е, бе, кај слушај, Гордана Селјановска се Слушаш ли, лака. бе? Мене ми е се едно кој е со Благоја Давков. Јас сам од нив поарен од сите заедно. Тому Треба од Благоја преку тие Давков. кришопоите правевте некој бизнис, носевте цигари. Ништо. Он не можеше ништо. Ние правехме, он не. Он чисто си продаваше. Себе, он Трафика, од нас. како трафика. Искара. Шо Веско може да искара? Ама толку ги бива. Не бе, Толку го бива. остануваше по... Да го биваше кој Не бе, останеше на 2 правен марки му факултет. остануваше по оштека. Па Ништо добро. повеќе. Не повеќе. Е, по тие фришоп, затоа е толку. Тому, го знаете вие, го познавате Владо Камбовски во времето кога сте Го вие. знам камо од Белград, сум седел Белград. со него, сум се дружил. Бевме заедно на момачко вече наркан. Наркан. Да, таму беше камбо и Томафила. Каде правиш Аркан Во момач? државната вила, не во куќата. Во државната вила. Но додека градеше, државата му беше дала вила. И подржавен човек или Не, он си државен човек, Човек. дај да расчистиме Значи, Аркан, не, слушай. Шо луѓето не го познава изборот? Да бил криминалец, да бил тоа оноа. Он е работил за државата. Таа држава има устав. И сите налози он што е добивал е по закону. Штити уставниот поредок на СФРЈ. И државата за момачко вече му Па зошто дава не го бараа него за Ѓурековиќ, германците? Него ги барааше Мустач и овој другиот, Перковиќ. Перковиќ. Зошто? Зошто Ѓурековиќ работеше за БНД. И ние тоа сите знаехме. И затоа е убиено. Он никакви пари не имал, 14.000 имал на сметката. Ништо не. Само без рака остана. Оди Ѓорѓе Божовиќ Гишка му беше осекол раката за да донесе, да го идентификува. Одсо го не убили за да земат милион. Знаеше, вие Милион марки са платили да убият Ѓурековиќ. милион марки. И они си ги делат, 5 души са били, по 200.000. И одат в Шпанија, тоа е прв пат одат в Шпанија. Прв пат од Шпанија. Да. Кој Аркан Ѓурек, ој Гишка, Аркан Гишка и компанија.
Компанија од Шпанија. Другите ние кажуваме од ти. Каде од Шивиса. во Марбелја? Марбела, прв пат се били таму. Јас не стам бил, не бех до тогаш. Сега После имам идено. и Џоковиќ Стенли има тамо. Там се били по Хациен. 200, тоа е многу пари 200.000. Сега Монденско. Там се беа шеици тогаш, но јас после сум бил. Градоначалник После беше, ако не се лажам, Хил, кој подосна станува председател на фудбалски клуб Атлетико Мадрид. Могуче е, пази. Могуче, од јас не следат Барселона, следа убаво и Реал Ова другите не ги И следат. не ме интересира друга екипа. Во време на Камбовски се прави законот за приватизација на Анте Марковиќ. Да дојме до овие наши деца на Сега да ти комунизмот. кажа, ајде. И он го аминува тоа. Го аминува. Мора. Нема пари. В Македонија в касата, про Македонија нема една марка државни резерви. Како да дојдат пари? Мора да земат од народот Кога пари. ги приватизираат фирмите. Ами, И само така до алкоголит, пари. И Фершпет, Ама и чекай, Пивара, само така и до пари Македонија, и Македонија Туриз. Само така може да дојдеш до пари. И дел Охиз, Јорге Кјука, например, не окажавме Тито Петковски, исто не го става. Па нели он лежеше, Јорко? Лежеше за платината во Гостивар, ако не се лажам. Така некоја нешто афера го беше. суди, ама друг не е лежал, другите никој. Другите никој, само тој. Па зашто? Зашто тоа се изведено нашминкано, документите се шминка. Тоа е като жена, колку побо нашминкана, повеќе кандидати има. Душко, Туџаров, Репле, гледате, Се Скопски, знам па кога умират, им ги зимат фирмите. И Па Скопски ти- фазар им го зема и Реплек сега гледам, им ја зема фирмата. Ти реков јас, они тек ќе се исплашчаа. Ќе си ги поравнаа сметките. Некој од нив не си е платил. Тапка и требе. Уште имат долгови. Сигурно. Што ми взимаа фирмите, размисли. И сега, Еве, например, земи го Палчо, нели го сите сеќавате. да, Лјупчо Палевски Палчо. Сеќаваш во претходните емисии кога ти изборев, кога ме фатија со $100.000 фалсификат во Скопје Во за Скопје, цигарите за 93 цигарите, година. да. И нели тогаш бев притвор, па ме пуштија пошто немаше докази дека не бе ги фачал парите. Ама 80.000 МВР беше зела. Од тие Од 100. 100.000. 20.000 беа останали кај Ванчо Лазаров 10 и кај Благоја Стојановски, он е жив, началникот на Царинајца Скопје. Италијанците ми дадоа налог да ги часта. Благој Стојановски или Благој Стефановски? Стефановски, така Стефановски, да. Да не сгрешиме. И италијанецот вика од там дај им по 10.000, части од нас. Не ми ја давам од мене. Значи, кај Ванчо Лазаров, 10? дедото на На убиената Вања Ѓорчевска, Онај крстира по него, Ванчо Вања. Вања. Пошто има едно дете, керката му, тоа е на Ванчо, за друго нема. Две керки мислам има. Не знам тоа. Да. За една знам, за друго не знам. И вие него, значи, 10 му давам 10. на него и на Благоја. што беше Ама како председател на Трпеновски... Сојузна младина. Тој. И Трпеновски нели дојде кај мене во Јово Трпеновски. Шутка. И викам, оди кај нив да не ги арчат парите, ќе ги фанат чист затвор. Пошто се фалсификат. И тие се лажни. И он ги сима. И ги носи в МВР. Јово Трпеновски. Да. И овие му вика џандарите, од каде са кај тому во чанта останали. Вие сте му притеснили собата. Жена му си ошла за Белград, во соба. Тому ми рече да ги земе да ви ги донесо со 100. Тумо со Палчо имавте некоја комуникација? Не, он не ме сакаше ни јас него. Ме објави во старт дека мојата слика е била фотошоп монтажа со арката. Вашата фотографија. Мојата. Ама он не знаеш што јас имам со саркани други слики. Разбираш, немам само една, имам илјадници. И се договори со овој со Олга на Орце, жена му да ми направи паралелен сведок. И ти искачаш еден месец заедно со него. Олга Костовска. Да, Поранешната сопруга, нели? На Орце Керка на Трифун Костовски, ако не се лажам. не. Олга на Орце Коруновски жена му нема нешто. Се извинувам на Орце, Да. ја на Орце Камчев се извинувам. Не, На Орце Олга, Коруновски. не. На Орце И Коруновски. таа тој ја натера да земе 20.000 марки кредит во Унибанка, Балканска банка тогаш. И таа искачаше 4 броја или 5 да ми е конкуренција, сведок, само поголема форма. Со Ванчо Лазаров правите бизнис? Бејќи тој беше на царина во време на санкции, скопска Види са, ние царина. на сите, он е најдавно да си царинарик, ти кажав, најголемите пари се в царина.
Ви велите дека Негорно Шверц и у време, нели, и у време на Груевски, у Кој време е на началник на Црнаница Скопје, он е пари пън, ко брод. Гледате Груевски Ама братуче, да е на местото на Далавера ќе е император. император. Гледате и Груевски едниот еве. братуче на ДБК го стави, вториот братуче Во Царина. советник во Царина. Тука држиш строго државата, а правиш преку МВР диктатура, да те слушаат сите, страх и трепет, а од тука се крадат парите. Парите. Колку Еве кој гради сега? Овој Србино што гради кај Холидей Ин. тоа оние трите кули што се како ледин. Да, Сега што се на направи? паркингу, на паркингу. Добро. Нели там дел има и црквата. А тамо или да има црква? Има црквата, како нема. Таму некој Србин гради. Кој е тој Србин? Да не му кажувам името, ќе си провериш. Знае се тоа. Вие во оно што го пишавте за Груевски, го обвинувате Мијалков дека или ви пишува дека гради во Охрид, вие велите Не, он ќе гради во Охрид, Сашо. Ама тука па гради Владо. Преку Србино. Владо не фигурира нигде. Кој Владо? Владо Мијалков. брат му. Да. Значи ги враќаат парите. Да, па тоа ти велам. Кои се Еве, јас го најавив. Томо, кои се главните деца на комунизмот во Македонија, кои Па тие, едни од тие се тие. Груевски, Мијалков, Па Груевски го не присвоен. Пошто како сироче, без татко, она Мијалков си го има како трет брат, разбираш. Сашо и Владо. Тој има Орце одраснано Камчев- со нив. Орце Камчев станува Друго е, Орце Камчев татко го работеше за УДБА, што е страшното. велите, Сашо Мелко беше на печалба во Чешка, спечели многу пари продавајќи пица, тоа Да. вие го пишувате. Ето. Па беше малку на одмор, мислејќи нели на овој топол Но, оброк да, де, 3 пати, топол, не? 3 пати И сега ќе дневно. гради хотелски комплекс во Охрид. Тоа е жал, па некој ви дава фотографија каде наводно. Пушти ми ја некој Да, таму. некоја фотографија. Да. Но велите дека и тука во Скопје. Велите дека и тука во Скопје, Тука бе пред Холидей Ин. кај после Холидин Најголемата локација. Нели црквата има дел таму. има дел, има Еве, некој нели сега црквата им даде на нив има и дел награда- дел од олигарсите имаат некои свои складишта орден тамо. Свети Димитри, како Има се? Свети, дали беше Свети Димитри? Свети Никола. Свети Николај беше. Еве, они добиле за ова. Еве, јас го направих Беровскиот манастир кај Удри Кромо, па никој не ми даде медаља. Значи, Ми изигра. се пак ќе се гради, значи дел новија структури на Мјалкови ќе градат тука во центарот Еве, на Скопје. тие градат веќе. На паркингот спроти градски трговски центар, тоа се гради. Србин е тој. Да. Тој секаде гради. Ето Значи- така вика во време на Груевски. Па и На он вистина крадат, ама и градат, нели така вика? Па исто, исто е. Ако крадат, ама еве и градат. Исто е. Може би Заев сакува ќе се врати од таа екскурзија Од Јапонија. од Јапонија и он ќе гради. Сони, Хитачи, Со пари украла, ТДК, Сузуки, наркоманија. Сузуки. Разбираш? Па еве да ти кажам едно. Значи во Македонија нема фатено дрога со години. А како мине дрогата? Никој не фача. Да. Значи мора некој да ја пушта. Ете, ние на граница кај Гевгелија Плачеш. се утепа фаќање на мигранти, Се. ама А не дрога се никако. фати цигара, не се Кокаин фати нема. кокаин, не се Цигари фати... нема, веќе никој не шверцува Да. цигара. Друга не се фати, ништо не се фати. Нема. Од тука не одат Само цигари. мигранти се шверцува во Да, Македонија. ами кокаин од туа мине хероин. Пред Македонија има дел мине. Никој не е фатен. Ке си платат и Платат си. колку плаќа томо? Не знам тоа. Тоа аз не се бавам со кокаиниците работи. Како? Тоа оди од кило. Како Камчев е стана толку богат, толку моќен? Оди. А може и он да е возил. Најбогат. Он да е возил можда. Па он го задржува Орце Коруновски во Варна 2 дена. Пошто е требал да му достави фалсификат пасош, да Орце Коруновски бега на запад. И така го убива во Варна. Тоа е вистина. Изнакажавте томо многу работи. Како? Вака пубаво беше кога кажувавте за Он што му давал пари давал, пошто јас знам овој бугарино што дојде, вика да не го кастеше Орце Камчев со пасош. Вечерта цигарите го пребиле Орце во Варна. Он ќе беше жив. Значи Орце Камчев намерно го кастел пасошо во договор со Димитар Бенишев звани Митко Бугарино на Рамче другар му. Што го убија во? Томо. Са разбираш ли?
Ве разбирам. Оди го е рекетирал. И орце искал да се реши од Орце Коруновски. Како да се реши? Убиите го. Му вели на Димитар Бенишев Бугарино, очисти го, тргни го од пати. Тому. И ние степче работиме. И го трга, и го убива. Во два наврати. Во два наврати. 95-та година се прави атентат на Хиро Глигоров. Да. Претходно со времената спогодба Македонија ги регулира односите со Грција. И 2001 година се случува војната во Македонија, и ако не го сакате, Лјупчо Георгиевски има договор со Грција за решавање на спорот со името под име Горна Македонија. Значи два пати тачно е. Значи два пати кога Македонија ги регулира односите со Грција, имаме или атентат или војна во Република Македонија. Бугарска линија. Мислите бугарска или српска? На бугарите сегаш они ти има претензии кон Македонија, тоа да не се лажите. Додека се живи бугарите, они ќе имаа претензија према Македонија, Вардарска Македонија. Додека се живи. Да. И тие нема сега на овие преговори, нема ништо да ни попуштат. Тоа да не очекува. Кој да им каже? Веќе него викаа бугарски пакет, Макрон. Француски пакет. Значи, ние завршивме со грците, завршено е тоа. Клаш Грчка не мрда. Не збори. Подржава не Грција. Значи, бугарите нема да сменат ништо. Бугарија прво нема да има влада до 26-та година сигурно. Не може да направат влада, запамти. Нема да направат, тебе гаранција ти дам. Го знаете Бојко Борисов? Го знам, и знам, не може да направи влада. Не го сака. Ако он отступеше, да не е премиер, Тому ќе направеше влада. Кога вие одите во Бугарија, ми помогна, не можам да Бојко кажам. Борисов е генерален секретар Државен секретар на МВР. Тоа што ние го викаме државен, тие го викаат генерален секретар на МВР-то. Опасно работеше тогаш. Опасно работеше. Работил си, заслужил си. Си е генерал пожарникар, да знаеш. Да. Он не е добил чино. Тоа има завршено, генерал Тоа си има пожарникар. завршено. Како Нели успева? Царо го чуваше од тогаш. Царот и претходно Тодор Живков, значи тој има контакти со царот и со Тодор Живков. Он прво со Тошката, па после со Царо. Како се работи со бугарите? Полесно со бугарите или со србите? Види сега, кога правиш размена на информации, ти се пазариш. Ќе ми дадеш Кока-кола, ти ќе дадеш пиво или ќе дадеш безето. Значи вие давате делна информ. Тоа се оди размена. Негаш ти ќе бидеш оштетен, тоа е како сметка в кафана. Ако 1000 денара ти даваш 600. Овој дава 400. Па следниот пат ти даваш 600, тој он дава 400. тој дава и тука 400. сте. Томо. Не смее да има оштетен. Ако има оштетен, нема соработка. Минатата Двоносечно мора да биде. Минатата недела објавија србите дека се струши хотел Југославија. Се руши, уште не Се руши, да. Ние дека снимаме се уште се руши, кога ќе се објави емисијата може да биде срушен. Таму ви беше казиното, Таму на приземје. на приземје, Да. Таму јас имах апартамент горе. горе. И секоја нова година, 7 години стопце, една година чекам во хотел Југославија, другата во Метропол. Метропол што окупја грците и што го направи еден од најбоите хотели И во. ми води Мини Макс водеше, сегаш. Го плаќав. Колку го плаќавте? 10 бона, 10.000 марки. марки. Помага го, немаше пари човеко. Он не е многу богаташ, да знаеш. Да, тој ги направи цеца, ги направи Ништо не сито, направи, нема пари. немаше лепа пари. брена. Абе, умре, што да ти кажа. Да умре, требаше да има преседување на Ништо пари. црниот ништо. дроб во Италија. Ништо пари. Се собра луѓе, му платија и така. Од штета што така заврши, ама Чио добар беше? човек. Тоа беше ваше или Наркан казино? А? Вашо казино или Наркан беше? Не бехме тројца газни тука. Кои сте? Ние бехме закупци во хотел Југославија. Мајки Елич од Торонто, мој пријател, што ти велам најбогатиј промотор за градежништво во Канада, сега е починат. Што е на Канев, бугарино, изведувач беше. Он имаше 25% јазика и 50 Желјко. После јас излезех, влезе Бего. Друг човек. После Мајк се повлече, Арка му и докупи. Акциите. Да. И останаа они Бего. 99-та година која нато бомбардирањето на тогашна Југославија, се бомбардира хотел Југославија, бидејќи сметаше дека Там спие. таму е А спијар тоа спиеше во станот на Станислава Чочорска. Не спиеше ни дома. на Станислав Ќе го Чочор, погода, тоа знао ти е мета. Станче, Да. од Вевчани, Телефон не носи да не го лоцира. од Вевчани.
Оти на Сочи, гледаш кинеската амбасада, нели Ја погодија. погодија и нема ни извини, шалели смо се, тоа е Америка. И немој да мислиш, последни момент они дава на украинците оружје. Това не има Македонија. Русија има поголемо оружје и пософистицирано оружје од американците. И јас мисля оти, додека се закача мечката не ја буди, она станале, готов си. Това најопасното животно, оно те фане, крши кичва и те удави. Така да они ќе одговорат сега многу пожестоко. Ама пак се надаа на некаков договор. Вајде преговараа кој што ќе ја земе од тортата. И јас мислам оти Украина нема да има, по моја процент, по ваша процент. нема да има. Русите нема да дадат Киев и Одеса, никако. Тому. Ако треба ќе влезат в Романија, ќе лупнат Полска. Вие ли бевте главен или Аркан? Не, он си беше главен, нема. Многу мина вела дека Томо, Аврамски, Македон... Спонсор, слушаш ли? Вие му бевте спонзорот, Спонсор. Јас ја фактички почеток кога картата издржавах. Тоа е факт, сите го знаат. Кој е бил? Како например завршите вие тамо во тоа друштво? Па како јас и дојдов од Белград. Од Париз дојдох во Белград и дојдох во Скопје. Тоа не ме сакаше. Па и сега ми прават проблеми. Бевте втор човек тамо во, како се вика? Не ми е проблем што да се вратам кога нема гарда. Нема војна. Србија не треба веќе пара војска. Србија има армија. Има полиција. Има оружје. Тамо и Лука Бојовиќ беше тогаш. Најдобар. Најдобар. Он е капетан српски доброволечки гарди. Тој подосна беше наследник, дојде на чело на земунскиот клан кога е елиминирана ова групација. Да. И сега на едностранство. Сега Ама не кажувам каде оти, он мора да се крие. Никој не знае каде. Тому, на Цеца беше загорезен животот после убиството на Аркан? Да. Нели и у затвор заврши, дали... Да, се додека земунски клан не го расчистија, она мирно не е спала. Од земунскиот Целували са. од земунскиот клан. Па затоа и така завршија. Кога онија тера, она да му даде алиби дека спил кај неа, може да замислиш, за да уништи и кариерата. Душа Спасовиќица, не го зборам, не знам кој. А ти го убиваа премиере Кобајаки. Тому. Они учествуваа во убиството на Џинџич. Јас сум сигурен, Милора што вели, ние смо ми убили Џинџича. Убили су га англичани. Британците. Да. А ово што МУП фабрикува документација, тоа е njihov проблем. На Киро? Киро се сумња дека кога преговарал во Србија и он сакал да се придружи на Србија и Црна Гора, Саветна Република Југославија. И евентуално Босна, нели? Онај по знак питање. Превара е. Милошевиќ го е мамил да влезе. Киро. Да, оти Алија Иzetbegović не искал никако Босна да влезе, искал е муслиманска држава. И он се е предомислил. И кои србите ли И го? му е рекол да размисля, треба припремам терен. Не викам не, дај време, од тоа нема така лесно да мине. И ние сите мислехме дека е од таму тоа, а може и од таму. Ама јас мислам и пак бугарската работа. Држа до тоа. Бугарската работа. Држа до тоа и знам од Дека бугарите. Па Фрчко најано знае. Како може докази во МВР, в Министерството, да е в некоја страница, ајде да речеш, поплавили са. А Министерство, некоја мултигрупка. Како е тоа Министерство, што има подрум поплава. Некоја мултигрупка. Па сигурно. Овие деца на комунизмот. Па нели, гледај, како се врати сега од Обединетите нации, нели отиде таму. Да. Гледај колку са они кукавици, они се кријат. И им е срам да искочат во народ. Не отиде ни да се раздуши на работа. Каков ти работник си? Ти си бил представник на Министерство за надворешни работи. Па чита таму. Тому. Последно прашање. Овие деца на комунизмот, да. Колку пари тежат во Македонија? Па, јас мисла 80% капитала е в нивни раце. Децата на комунизмот? Да. Ке мора ли некој од нив да биде еден премиер на Македонија ако УДБА се враќа или ако УДБА се буди? Ќе биде. Ке биде. Нема Мицко да биде втор мандат.
он не ќе издржи тоа. Од сега ако дојде до прекројување на границите, нов светски поредок, Вие мислите дека дој? мислат и он стига. Сега зависи кај ćeš да се и како кај ќе идеш. На која страна? Да, што сме членка на НАТО, голема работа. Што сме ние? Ништо. Значи, Мицко, тешко втормант, а некој од децата на комунизмот Тешко. ќе мора да Некој од нив ќе. ќе биде. И они си постават, или нивно дете ќе го изучат. Удба значи на голема врата. Да, они ќе дојдат на власт. Еве, они са на власт. Нели Сашо Мијалков ја оплячка државата како сака. Ја сега ја плячка. Сега градат. Пари си има, колку сака. Било дека парите најмногу и најлесно се враќаат во оптек преку градење. Цигла, песок. Се не е само Малте градбата, работници. себе се. Они се враќа и преку УЈП. Кога треба да ти прават телевизија, не ти прават. Кога треба да ти врнат од буџетот пари, не даваат ти, а немаш право да земаш, ама на теб ти дава, а после ти ја гасат таа фирма. Ја гаса таа фирма, Чистата, ќе отворат во некој Шипковица. А јас ти сам платил извршител и ми зима од пензијата. Ама на мен не може да ми зима од ти пензиите други што ги прима ги надвор. Нема, вие имате нели Франција, па од Ама, Удба. И ако Удба се врати, што ќе ви зема? Не може да ми зима. Другите пензии ми легнува надвор. Надвор он не може да ме даде извршител. Во Франција не признава извршител македонец. Створена мафијашка држава што ја направи крујо. Извршителите треба да ги укинат. И нив треба да ги пикнат во судо. А прво судо треба да направат. Како викат, ниту еден извршител не емигрирал, не е Се се напуштил милионери, Македонија. бре. Милионери Они створија Како мафијаши викат, и нотар, милионери. извршител Адвокати, и нотари, тоа се треба. политичар не напуштил Суди, државата. тоа е зошто младите деца бега. Еве сакаш да ти кажам, јас сега зборам отворено на телевизија. Јас да сум млад човек, нема да седам во Македонија 24 часа. И секој пунолетен македонец или македонка, што побрзо иде од тука, он ќе е успешен. Он тука не може да дојде до успех од нивните деца. Зошто тие сите имаат дипломи купени. Или се направили кај се издаваа сертификати, положени, заложени, дипломи, имаат се. И ти сега како млад човек гледаш сите бега надвор да студираа. Право останува таму. Знае ако остане тука, ќе живее за плата, да си плача сметките, струја, вода и толку. Не се жени, нема пари да има жена, а нема пари да има и деца. Тому. И белата куга е тука. Колку пари имате поминато во животот, 20-30 години? Русија, Франција, Се вкупно над 130 милиона долара. над 130 милиони долари. Да, толку се поминали. Преку вашите раце? Да. Пат многу носеле тие раце. Па сега разносено, што да правиш? Ама јас и убаво живеех. Разбираш ли ме? Например, јас в Русија, кога почнав да одам, прво спиех во гостилница Русија на Црвениот трг. И това на западниот ход. 4 пати поскапо од оние влезо исток, југ и север. После спиех во хотел Украина и плаќах $2000 на вечер. А сега еден месец. Сакам там да спија. Во Париз? Да, Во Париз хај? Париз најаѓe искачах в Мансоде, Жорж Пети, Пренс де Гала. Кај исках, Сребрена кула. Во Сребрена кула одех еднаш неделно на вечер. В петок одах во Арбоа, кај Марк Антони. И одех во неј, во клуб Медитеране. Јас по Париз месечно трошех по 100.000 франака. Ресторани зборам. Да не збора за Армани, за Версачи, за Витон. Ево, за палта што им не могат да и носат, бача ќе ослабне, умеца се кашмир. 100%. Па едно сако кашмир е 5.000. Одело оригинал Версачи, црвени етикети Армани, испод 3.000 евра нема. Идеш в Милано, ќе видиш. Пошто јас во Милано живеех. Русија сервисира преку Италија. Београд, Милано, Москва. Београд, Милано, Москва. Преку Милано, Русија, Там значи. живеех, там керка ми заврши школа. Живеех на
близу Сан Бабела, па е до 500 метра од Сан Бабела, од катедралата. Плачав 5000 марки само кирија. 120 квадратна стан. И плюс 2 трошкове, чувар, домар, 7 и на рада 5 дава, значи 13.000 месечно. А това кошта, ја кај са парите? Ама ни 15 години беа в Милано, она не работеше жена, ми треба да што живеат. Това са се трошкове. Како печалиш, така трошиш. Фала многу. Моли многу. Тука некаде е крајот. После скоро 2 години, интервју со Тома Аврамски, првиот дел траше 1 час и 35 минути, вториот дел 1 час и 25 минути, значи нешто повеќе или близу 3 часа. Се надам дека уживавте. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење, недела во 22 часот, во вторник 22 часот и 30 минути емисија за мембари, до недела и вторник, пријатно вечер Македонија, каде да си.